Добар ден, почитувани. Денеска ја следите најновата епизода на магазинот за здравство Телма Амбуланта. Кога температурите се над 40 степени, спасот го бараме во климатизирани простории. Но дали студениот воздух и неисчистените клима уреди може да бидат закана за белите дробови? Кои бактерии најчесто се поврзуваат со климатизацијата како извор на инфекција? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Маријан Баловски, пулмолог, алерголог. Разговорот следува по рекламниот блок. Останете на Телма. Дали клима уредите може да не разболат во лето? Кои се опасностите од неисчистените клима уреди? Ќе го прашаме професор доктор Маријан Баловски, субспецијалист пулмолог, алерголог во градската општа болница 8 септември. Професоре, добре ни дојдовте во Телма Амбуланта и добар ден. Добар ден и вам. Голем поздрав до гледачите на Телма Амбуланта. Благодарам за поканата. Ќе започнам со првото прашање. Дали краткотрајното изложување на силно студен воздух, например, при влегување од жешкото надвор во просторија во која што има 17 степени, може да биде шок врз белите дробови? Шок да се направи врз белите дробови е многу тешко. Шок се прави врз целиот организам, посебно ако се работи за човек кој што има пред се кардиоваскуларни проблеми, бидејќи наглата промена на вистина прави изразена вазоконстрикција на крвни садови и може да се случат циркулаторни промени, а нешто од аспект да се направи некаков си настан на белите дробови, како што рековте, шок со посериозна штета нема, но наглиот сепак влез од 40 па и повеќе степени на 17 степени, навистина не е препорачлив, посебно за луѓе кои што имаат кардиоваскуларни проблеми, тука треба мало внимание, но сепак да бидеме реални дека климоуредите се како потреба во денешно време. Не само во нашиот град, него буквално секаде, бидејќи сме сведоци на една глобално покачување на температурите, од друга страна бетонизирањето на градовите со недостиг на зеленило не доведе до овој стадиум да ние буквално сме во еден топлински, така да кажам, простор кој што не може да функционира без климоуредите. Они си имаат своји многу позитивни страни. Но треба да бидеме умни како ги користиме. Бидејќи друго е да се работи во 50 степени или 40 кусур во внатрешна просторија, каде што нема добра вентилација, каде што исто така тој синдром на стари згради, на болни згради, исто така има своји несакани ефекти. Или ако се наоѓате, например, на некоја сообраќајница, отварате прозори, доаѓа топол воздух од надвор, какви се тие ефекти во здравето добри? Но климоуредите дефинитивно го сменија токот на живеење, значи они си имаат своји позитивни страни. Од една страна го прочистуваат воздухот што доаѓа од надвор, со тоа што се налепуваат на филтрите полените, се налепуваат голем број на загадувачи на дворешна средина. Од друга страна, омжуваат на природна просторија, да кажеме на убава атмосфера за работа, и ако е просторијата премногу влажна, знаете да намала влажноста на воздухот. Но овие параметри кои што го подобруваат квалитетот на воздухот и температурата, да може да функционираме, работиме, живееме, сепак, како што спомнав, ако премногу ги сушат воздухот, треба да внимаваме, бидејќи сувиот воздух пречи на респираторниот епител. И од друга страна, она што го прочистуваат, посебно модерните климоуреди, воздухот пред се надворешни загадувачи, надворешни субстанции кои што кога древни луѓе прават проблеми, како што се полените, како што се мовлите или дерматофагоидите, тие можат да се соберат во филтрите и кога се во голема концентрација, ако ние неодговорно се однесуваме према климоуредот, никад не сме го смениле филтрите, никад не сме го изчистиле, кога ќе го пуштиме, посебно во првите мигови, самиот климоуред, начин на издувување, ги распрснува тие, да кажам, материи во голема концентрација. Инаку ладниот воздух нема да направи шок, но таква нагла промена кај еден одреден фенотип, да кажам, луѓе кои што имаат хиперсензитивност на дишното стебло, може да испровоцира, да кажам, еден бронхоспас. Значи, треба да бидат предпазливи лицата кои што имаат хронични заболувања на белите дробови. Како што е астма или хоп, но пред се луѓето со астма или мешани форми астма хоп, кои што имаат изразена хиперреактивност на дишното стебло, дури има еден посебен фенотип на астма,
кои што буквално се явуваат симптоми кога ќе се јават на ладно, зборам и во природни, па исто така и во вештачки ладни услови. Значи, кај нив треба внимателно да биде тој премин од надворешна средина во внатрешна средина. Инаку начално се направи некаков шок кај што би настанал нели една сериозно гушење или глас за воздух, не бидејќи белите дробови се еластичен орган, прилагодлив орган. Инаку, како ние би функционирале на ова енормна загаденост, зборувам на светско ниво, ако белите дробови, нели, колку нечистоти трпат, внесувајќи секој ден, филтрирајќи го воздухот за кој што се наменети и размената на гасови, со што се не внесуваме со воздухот, да рачунете кога тој орган не би бил прилагодлив и да не може да се регенерира, ние како би на некој начин би се развиле, почнувајќи од раѓањето, па развитокот нели на алвеолите и комплетното созревање и понатаму обновувањето и плюс тоа што се со собствени дополнително неги да кажам оптоваруваме, посебно со ова станува збор пушачите кои се користат било цигари, било нели ајкос или други електронски форми, значи има една огромна моќ на регенерација. Така да треба само да внимаваат посебно тој нагол премин, луѓето кои имаат изразена осетливост на ладно и кај што може да се провоцираат нивните симптоми кои што ги имаат како свиркање во гради, гушење, глад за воздух. Професоре, споминавте дека клима уредите го намалуваат степенот на влажноста на воздухот во просториите. И сега дали сувиот воздух во климатизираните простори може да доведе до некаква иритација на слузокожата на белите дробови кај здрави луѓе, па тие да станат, да речеме, подложни на инфекции? Кај сите луѓе сувиот воздух, изразена сув воздух смета, бидејќи го суши дишното стебло, го суши епителот. За да нормално функционира дишниот епител, има еден тенок слој на течност, во кој што тенок слој на течност плива така наречените цили. Тоа се оние продолжетоци кои што озможуваат чистење на воздухот, односно собирање на се она што е нечисто што му се вдишува и одење во една насока. Сите буквално се како програмирани се движат во една насока и сфрлајќи го тој секрет нечистоти на кој што има налепено полен, прашина, бактерии, вируси, така натаму во една насока да се исчисти. Кога ќе се исуши ради сувиот воздух, нели го суши, да кажам, посебно кога тој воздух е сув и топол, и така како се суши дишниот епител, е оневозможена работата на тие цили и веќе имаме иритација, иритираност, како чешање, сврбеж, сувост. Цело лично стебло сувост на око, се појава на сува кашлица, една непријатно чувство и од друга страна, тоа кога ќе се поремети тој ефект на чистење, лесно и можат дури некад и бактерија која што сме ја вдишале во некоја просторија да се полесно нели влезе, да го инвадира, да направи инвазија на респираторниот епител, да полесно се размножи, да биде отежното нејзиното чистење, полесна е исто така и инвазијата околна, послаба активноста на клетките на вроден имунитет и да отпочнат нели заболувања како бронхити или не да Боже пневмонии. Затоа, луѓето кои што нормално пак имаат поголема предимчивост, луѓето кои што имаат хронични бодромни заболувања или било какви заболувања, кои суви воздух штети на секого, луѓето кои што имаат голем број на автоимуни заболувања, луѓето кои што имаат нарушен имунитет или примаат некаква имуносупресивна терапија заради X заболување, тие треба да користат навлажнувачи во просторот. Значи да имаат сад некој кој што нели ќе испарува со цел да ја збогати влажноста и сепак она што ние треба да се навикнеме, некаде, барем во овие временски услови кога надвор е повеќе од 40 степени, да биде внатрешна температура 26-7 степени. Да бидеме реални, тоа никој не го практикуваме. Сите одиме на оне минимумот што климата го нуди, пошто дефинитивно неподносливи се навршните тежести. Значи, тука кога би биле внимателни, бидејќи кога самиот клим уред работи на повисоки, да кажам, температури, дополнително не го суши самиот воздух кој што е во просторијата каде што нели се монтира на единицата внатрешно. Штетно ли е да се спие навечер под клима? Штетно е. Посебно ако е насточен ладниот воздух директно на нас, ако работи нели на многу ниски температури, повремено треба да се и оно што луѓето забораваат да го прават, сметаат дека климуредот го циркулира воздухот, ги сладове го циркулира. Треба ние да се навикнеме, без разлика колку е времето непријатно, од време на време да луфтираме, да го проветруваме внатрешниот воздух, бидејќи надворешниот воздух точно дека е загаден, многу не го сакаме, посебно што кога е топол, но мора да сватиме внатрешниот воздух
е од надвор, од чистиот, загадениот, но ние имаме наши активности во внатрешниот простор. Дополнително загадуваме. Да не кажам пушење, било кој облик на цигари. Чистење со хемикали во домот. Хемикалиите, пршињата, килимите, дерматофагорите, некој чува нели домашно милениче, се готви, зависи каков извор на топлина, испарувањето од храната. Се бањаме, се сушиме со фенови, дезодоранси, се што тоа сепак се аеросоли кои што мора да се влезе количина на свеж воздух. Ние претеруваме, го забораваме. Значи, клима единицата не е препорачливо и кога сме во просторијата каде што е монтирано да дува директно во нас, бидејќи сепак дава соодветни симптоми како мускулно-скелетни симптоми, како некои лица може да направи невралгија, тоа број 1. Второ, да се навикнеме да биде на нормална температурна разлика. Не мора да ставиме на 30 градуси, но 26 би било одлично према овие надворешни, да кажам, температури. И да не забораваме да луфтираме внатрешноста на просторијата. Отвориме воздух 10 минути, па после тоа повторно затвориме. А инаку спиење дефинитивно само да не дува на нас и да се вклучи некој ноќен мод и да биде повисока температура, да не биде наставена на минимум. Инаку Така на некој им пречи, вела дека не може да спијат на таков начин, други пак не можат без вклучен. Делме се место кај што им пречи, ама на некому му годи. На некому го така. Проблем е кога има поделени ставови во домот, како да се пристапи. Али мораме да признаеме дека клим мора да стана неопходен да живееме, да не кажам да преживееме во овие услови, дефинитивно. Споминавте дека клим уредот може да биде легло на вируси, бактерии, габички, значи мувли. Полени, Сега тие таму се размножуваат? Може да биде, бидејќи прво нели сите ние живееме во простор каде што самите продуцираме нечистоти, второ самото апсорбција на воздухот надвор ги носи, а некати самиот воздух што влегува надвор е понсо, сите овие работи што ги кажавте. Од друга работа, самиот климоред како климоред не, но климоредот користи кога разладува се кондензира, нели, водичка се создава. Таа не е голема концентрација во самата единица внатрешна, ама сферите сме кога нели работи како и при тоа кондензирање, дел се исфрла надвор, ама многу мал дел останува во некои си, да кажам, мали ќошенца на климородот кои што се идеални за одредени бактерии. Вируси не, бидејќи вирусот може само ако се работи за некој јавен простор каде што има луѓе кои што се болни од одредени респираторни инфекции кои што ги скашлуваат вирусот во голема количина, па само да го издуве да направи зараза. Како во болниците, да, дефинитивно. Но бактерии соодветни можат да преживеат, посебно мувлите. На мувли сме сфероци каде што имаме посебно нели копатила и влажен простор, секој стан има одредена влажност, каква е да изолацијата. И ние не мора да ги видиме тие мувли како, да кажам, нешто што е восано, него нивните спори се толку ситни, тоа се микроскопски организми и се вдесуваат во самиот воздух, нив им одговара таа влажна средина. И одредени бактерии можат, и тоа е докажано, и дури да се размножуваат во тие услови, во таа минимална влагичка која што станува во климауредите. И посебно кога на тоа начека некој субстрат кој што е понсопротеински, да кажам, полените се протеински клетки кои што се налепени тука во близина, они си на субстрат се размножуваат, си има на некој начин нели еден хранлив раствор, и кога таа клима единица, да кажам, била подолго не контролирана, неко се работи за разгладни системи, како што имаме во големите центри, каде што се користи друг принцип на разгладување, тоа се оние топлотни пумпи. Кога таа маса на бактерии е огромен број, или на пример така се случува и кога имаме водоводници, класичен принцип на хотели кои што долго време не се искористиле, после денаш нели пуштиме ние дури топла вода која што е под 60 степени, не им причина одредени типови на микроорганизми да се размножуваат. И кога ќе се активира климауредот, разнесувајќи го воздухот, дувајќи го, ги раздувува и бактериите, но интересно што ги раздувува во облик на аеросоли. Оно што ние го вдишуваме, малку некако еден вид на овие PM2,5 ситни, и ние ги вдишуваме тие бактерии. И сега пак зависи каков е бројот на тие размножени бактерии или мувлички и каква е одбранбената моќ на домаќина. Начелно, секој што е здрав, без болести, ретко може да направи сериозна инфекција, но ќе има инфекција. Ќе има наследна респираторен инфект. Така да, или например луѓе кои што имаат астма, може да им се влоши астмата, бидејќи
соодветна сензибилизација со мувли, посебно ако се нели има алергиска предиспозиција према мувлите, те се размножат посебно аспрегилус или пеницилиум или други габички, и тие ќе направат еден вистински астматичен атак, дури кај некои луѓе може да направат и посериозно воспаление. Но начелно кај здрав организам може да помине само со знаци на настинка или ден-два температура и да не бидеме свесни од каде нели се случува така наречените летни грипови. Во лето грип не постои, нема, бидејќи самиот оној зборам класичен грип, тој бара еден ниски температури за негов обстанок. Високи температури не, затоа да кажеме екзистираат други респираторни вирусни инфекции, коронавирусот е уште присутна, исто се шири респираторен синцитетен вирус, иако поретко, сепак главната опасност постои од одредени бактериски и габични инфекции. Кои што потекнуваат од загадените клима уреди? Дефинитивно. Кои бактериски инфекции најчесто се поврзуваат со климатизацијата? Легионела пнеумофила е докажан микроб кој што се размножува во уреди за разгладување, вклучително и клима уреди, пак ќе кажам, не така често во домашните клима уреди, но во големите климатизирани простори и така. Значи хотели, канцеларии, дефинитивно, трговски центри, болници, секаде што има еден отворен систем на разгладување кој што е огромен простор, кој што е посветен современо многу луѓе кои што допринесуваат да тие бактерии нели климурадот го вовлекува воздухот, така го лади и после тоа го внесува ладен нели го изфрла во просторијата. Така да таму имаат подобри услови за размножување овие бактерии. Легионела пнеумофила интересно е минатиот век, така го добила називот, се уште не се знаело за таков тип на бактерија. Во место во Филаделфија, каде што се собрале легионери, значи војници, на некој си годишен состанок, голема бројка во хотел, се разболеле нив преку 180 луѓе кои што имале тешка форма на некој си респираторно заболување после завршување на таа конвенција, и од нив 34-5 дури имале смртен исход и не знаеле што е причината за ваква пневмонија обострана, значи која што ги запаќа двете белодробни крила. За последна година да го изолираат узрочникот, легионела пнеумофила, има голем број на серотипови, и таа во суштина живее во мочуришта, во бари, во езера и таму воопшто не е штетна, се храни со планктони, нели? Но одредени серотипови, кога ќе се размножат премногу во климатизирани простори, освен тоа во сите оние места кај што се за разгладување, оние ситни нели што обожаваме ние по кафе баровите да не освежуваат кога пиеме кафе нели по кафетериите кога излегуваме, или близина на базени, близина на оние разладни кули, многу е размножена и се изфрла со тие ситни водени капки во големина која што може ние да ја вдишеме. Интересно е ова иако е бактерија интрацелуларен организам, тоа се гнездува во клетките и треба посебна група на антибиотици да се тука погодува, бидејќи ние сите пневмоните ги третираме емпириски, комбинираме нели антибиотерапија, да ги препознаеме симптомите, бидејќи за разлика од другите типични пневмонии, тука исто почетокот е одисој на висока температура, некад до 39 со треска и со некои симптоми кои што можат да бидат после се од респираторните знаци, имаме значи болки во зглобови, болки во мускули, но висока температура, треска и ние знаеме дека имаме нешто инфект во нас. После тоа се водат проливи, се во еден раст на трансаминазите, значи прави штета на црниот дроб, прави електролитна абнормалност, бидејќи ги афектира и бобрезите, со една изразена хипонатремија, што го намалува натриумот во крвта, а код одредени луѓе го напаѓа и мозочното ткиво, па тие болни со температурата имаат една изразена конфузност, значи буквално до сомноленција можат да одат одредени пациенти и ние не веруваме дека станува збор за респираторен ефект. После тоа се јавува кашлицата, која што е во почетокот сува, а после нели станува продуктивна. И кога би направиле рентген кај овие пациенти, имаме значи изразна раст на леукоцити како кај типичните пневмонии и високот СРП, со тоа што реков нели други биохемиски абнормалности. Ќе видиме голем број на дамчести интерстицијални нели флеки, облачења на двете белодробија рентгенски нотифицирани и
треба да бидеме умни да се посомневаме, лесно се докажува, бидејќи тоа е многу ефтин тест, со присуство на најчестиот серотип, тип 1, во урина, антиген се, да кажам, прави, тоа секоја болница треба да ги има во микробиологијата. И ново суштиново што кажав, симптомите кои што ги дава клиничката слика, со овие параметри што ги набрав и наодот на билатерална пневмонија рентгенски, пациентот голем број нели онив бараат хоспитален третман, посебно ако развиле симптоми како што ги набрав, ќе искористиме скорови кои што ги користиме за пневмонија, за хоспитализација или за домашен третман и битно одбираме посебна група на антибиотици кои се класата на макролиди или да кажам респираторни хинолони. Берете само на тој начин посебно делуваат тие антибиотици на нема бактеријата клеточен зид. Бидејќи ако ние тие пациенти ги третираме со бета-лактами како што цефалоспорин или пенитински препарати, ние нема да имаме успех во лекувањето и ќе дозволиме да бактеријата направи сериозна штета во човечкиот организам. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма. Професор доктор Маријан Баловски, пулмолог алерголог, е гостин во студиото на Телма. Тој ќе даде појаснување на сите дилеми поврзани со темата на која што говориме. Доколку имате некои прашања, слободно поставете ги. Добре дојдени се. Сега споменавте дека има бактериски инфекции, потоа мувли, габични инфекции, алергиски предизвикувачи, кои што потекнуваат од загадената клима, доколку се појават некакви симптоми. Како да бидеме сигурни? Дали се работи за вирусна инфекција или пак некоја инфекција која што е поврзана со неисчистениот климауред? Вака, прво разлика меѓу инфекции и појава на изразени симптоми како резултат на алергиски заболувања. Климата може да направи екзаспербација, влошување на постоечките алергиски заболувања, бидејќи реков има голема концентрација на полен или мувли во самиот уред, нели, кои што се распреснуваат. Ќе имаме црвени очи, ќе имаме секреција која што е бисера, ќе имаме тешење на нос, но нема да имаме температура, немаме да имаме реактивни лифни чворови појавено никаде. Кашлицата ќе постои, ќе биде сува, но сепак ќе биде без температура, нема да ги имаме овие продромални знаци како што се малаксалост, болка во мускули, зглобови, но ќе имаме тешното дишење, ќе имаме свиркање во гради. И ние веднаш што правиме, грото, значи зборуваме од практично искуство и искуства во други земји, секој се е сам за себе лекар и почнува со антибиотичка терапија. Не. За секој случај? Да, апсолутно. Значи, без температура, без појава на алергијата нема да направи болка. Нема да имаме болки во грло, нема да имаме болки во зглобови, нема да имаме болки во уши, но ќе даде или бистра обилна секреција, или ќе даде затнат нос. Ќе даде чешење на очи, ќе даде оттежното дишење. Ако луѓето што има реактивност бронхијална, ќе даде свиркање кај некои луѓе, ќе влоши астмата. Значи, никако покренување на антибиотик. Во поглед на инфекциите, ако имаме млад, здрав човек, кај што вдишал голема количина на легионела, и тоа веднашка не е. Пример, сме на одмор во Турција, Грција, не е битна каде сме биле во хотел, инкубацијата која сме се заразиле со легионела, сме се заразиле, значи не од човек на човек, легионелата не се пренесува човек на човек. Значи, исклучиво со вдишување на аеросоли. Аеросолите. Се вгнездила бактеријата и се ке здрави млади луѓе ќе даде треска, температура, болка во грло, во мускули, температура пак 39, ќе помине само од себе за 2-3 дена. Тоа е облик кој што го викаме понтијачна треска. Вирусни инфекции се ретки кои се пренесуваат со клима и уредите, бидејќи самите вируси не се размножуваат самите. За нив им треба жива клетка, без разлика дали е бактерија или човечка, да го искористат нивниот генетски материјал, да се размножат. Значи, тие се ретки како зарази кои се прошириле со климореди. Но, може исто така да се пренесат и други инфекции со атипични бактерии. Но секогаш кога имаме инфекција, имаме пораст на температура, дали е благ или висока температура, имаме други продромални знаци кои се одат со болка. За разлика од влошување, кај што имаме причина алергиска влошување, резултат на вдишување на полени или мувли, тогаш веќе немаме температура и немаме пораст на ЦРП, немаме пораст на леукоцити. Тоа се главните разлики кои што не би треба да на некој начин ги научиме да ги препознаваме. Колку чисто треба да се чистат климауредите?
Па филтрите почесто, посебно во сезона кога најмногу се користат климоуредите, бидејќи сега е сезона на цветање на, да кажам, вите дрвјата процвета, сега доаѓаат тревите и наскоро почнуваат коровите. Коровите, посебно амброзијата, која што е страшно потентен коров, ќе ја има малтене сега почнува, па ќе има цело лето и не мора да има во нашиот двор. Воздухот ќе пренесува и километри стојање. Значи, луѓето кои што имаат осетливо дишно стебло, во сезоната барем пред сезона и во сезоната барем еднаш да успеат, нели, да ги штитат. Посебно зборувам за филтрите, не зборувам за некои дезинфекции, стерилизации или некои си материи кои што доволно да се убаво ишчисти, измие филтерот и да се променува. Да се променува. Исто така да не забораваме, тоа важи за филтрите кои се користат во автомобилите. Посебно луѓето кои што има, нели, се предиспонирани кон алергиски заболувања. Ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав прво во студиото и на двајцата, и на докторот и на вас. Благодарам. Сега сакам да го прашам докторот. Само ќе ве замолам, намалете го тонот на телевизорот. Намали го тонот. За да можеме нормално да комуницираме. Сега е готово, се извинувам. Нема проблем. Сега го очекуваме прашањето. А сега да ви кажам, прашање за докторот. Пред една година на клиника горе ми е констатирано на компјутерска томографија тромбоемболија на левото плучно крило. Примам ксавелто скоро цела година, 20 милиграма. Требаше да појдам да направам компјутерска ангиографија како за контрола. До термин таму не можам да дојдам, верувате, 2-3 месеца интензивно бараме. Не може да добиеме термин преку мој термин, мислам, за контрола. Ме интересира дали во 8 септември може да се прави компјутеризирана ангиографија за овој случај. Така, ви благодарам за вклучувањето во програм. Излеговме малку денешната тема, но секако докторот ќе даде одговор. Интервенциите што ги спомнате се прават, тие снимања кај нас. Земете упат до кај мене, кај моите колеги што се во 8 септември. Ќе направиме целосна рееволуација на вашата состојба. Белодробната тромбоемболија верувам дека е веќе средена за овој период на курсење на терапијата, но сепак ве очекувам, нели, или јас или моите колеги во амбуланца за да нели ги дадеме комплетни инструктиви. Ако компјутерска ангиографија се прави во нашата станова. Ајде да го слушнеме следното прашање од следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да прашам доктор, болујем од виброза. Виброза, дали смета клима кој болује од виброзе? Ретки случај болести. Така, дали пречи климата во вашиот случај? Разбрахте така како состојба се работи? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Како што спомнавме на почетокот, климауредот ако се користи внимателно, ќе користиме бенефитите на климауредот, инаку не пречи начално, нели, на било какво белодробно заболување. Само треба да бидеме умни во неговото користење, значи редовно чистење на единицата и да не биде премногу разладувањето, да внимаваме да не се слуши премногу воздухот. И да се навлажнува воздухот? Да се навлажува, во просториите? Апсолутно. Доволно да имаме некој плиток сад со водичка која што самата ти спарува, нели, и доволно ќе се постигне на одредена концентрација на влак. Но што кога лицата со некои хронични белодробни заболувања мора да влезат во некоја просторија која што е силно климатизирана? Па таму ќе бидат колку што е можно пократко. Значи краткотрајниот престој не би представувал проблем. Ако пречи, може да користи, значи не овие посовремените маски KN95, него обична, зборам за летниот период, хируршка маска, која што е поблага, овозможува на некој начин освен прочистување и малку и загревање на воздухот и да се обидат да дишат на нос. Бидејќи носот ќе има на функција на загревање. На некој начин малку ќе се затопли воздухот, како еден совет да се снајде додека, пошто искрено мора да ги завршуваме секојдневните обврски сите ние, така да никој мора да живееме. Тоа е тоа. Да, само со паметни чекори? Со паметни чекори ќе се ублажат тие негативните ефекти. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ќе молам и поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Би сакал да поставам едно прашање. Година дена веќе како ми најдова дека имам лимфоми во градите и со компјутерска томографија од клиниката горе
немам некоја терапија, контрола после 1 година. Ме интересира дали клима уредот влијае на овие лимфони зголемени 1,5 сантим се сега, а би требало до 1 сантим да бидат, тоа докторот Пубова го знае од мене. Да немате некој подпрашање, доктора? Да. Каде се лекувате, кажете ми, за кој ве следи? Па почнав на болести на белодробно заболување, а завршив кај доктор Докич горе на клиника и само ми рекова да ги проверам на кардиологија, работа на срцето, иначе за лимфоните рекова дека треба после година дена контрола. Најверојатно тоа биле реактивни лимфни жлездички кои се реактивни бидејќи се во насока немат патолошка големина која што би се сомневале за некаква хематолошка заболување, затоа и колегите ве следат. Сигурно нешто што било како проблем е поминато кај вас и верувам дека веќе повеќе ги немате тие реактивни зголемени лимфни жлезди. Начално климуредот не пречи за било какви реактивни лимфни жлезди кои што се зголемени во телото. Ајде ќе слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар. Повелете. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Повелете, во програма сте. Поздрав. Бе сакам докторот да го прашам. Така? Направих контрола, најдена ми е кандида албиканс, некоја гливица, со присутни лекоцити. Одриже, само ќе замолам малку погласно да пуштат во студија, бидејќи на вистина слабо слушаме. Уште еднаш ќе ве замолам да го повторите прашањето. Направих контрола. Добро? Пронајдена ми е кандида албиканс. Кандида албиканс, добро? Да, некоја гливица и пијам некои занезе дифасон од 200 милиграми. Така? 3 месеци пијам, правам проверка. Сега, дали може тоа да се добие преку климани, не знам на кој начин и како да ја искоренам. Кажете ми, кандидата ви е најдена во искашлок или е земен брисот, грло, нос, како? Искашлок. Искашлок. А дали користите некоја хронична терапија, може би? Користите ли некоја терапија редовно? Болест, за шекер, болест? за белодробни заболувања? За шекер, за белодробни заболувања? Не, за белодробни, 1 година скоро пијам антибиотици. Аха, вие рече си 1 година пиевте антибиотици, така? Ако добро разбирам. Со прекин, да, со прекин. И ова сега ми го направила контрола 5 месеци. И сега имате габичка кандида албиканс во искашлокот, така. Вашата дилема да не е од клима уредот, но пациентот примал и долго време антибиотска терапија. Ви благодарам за вклучувањето. Да, клима уредот нема да даде, пошто човекот не верува. Значи не потекнува од таму. Долготрајната антибиотска терапија, да бидеме реални, зашто секогаш апелирам да не се користи антибиотик на своја разка, самото име кажува анти е против, био живот. Уништувајќи ги патолошките бактерии, е на работа. Тоа треба да биде краткотрајно, но тој ги уништува и корисните бактерии. Значи не делува само на патолошките бактерии кои предизвикала болест. Ако треба, да, тоа ќе биде краткотрајно и затоа ние даваме секогаш пробиотик и за време на антибиотерапијата и после тој треба да помине одреден период, бидејќи бактериите кои што живеат во нашиот цревен микробиом, а имаме ние белодробен микробиом, голем број нив се уништени и сега за сметка на нив имаме на дисрегулација, зависи кој микробиом ќе го заземе овој простор, кој сој ќе биде повирулентен да го исполни. Зашто го зборувам ова? Бидејќи ефектите кои што ги имаат како заедница и микробиомот и пулмобиомот, посебно цревниот микробиом на цел имун систем, значи да ние имаме одлична активност и на Т и на Б лимфоцитите, односно помеѓу двете, да кажам, најголеми крвни лози и ние ќе се бориме добро према сите патогени. Најчесто кандида албинка се најави како сапрофит, ретко прави знаци за инфекција. Инаку освен на дишност, тело искашлок може да го насели цел езофагус, цела устна празнина. И најчесто се Значи хранопроводник, јазик, да, апсолутно, уста. да го прашав од каде. Така. Значи, кај пациентот верувам дека е
направена една дисрегулација на неговиот имунитет заради честата едногодишна антибиотска терапија, долготрајна во тек на минатата година. Многу често кај пациентите кои што примаат антибиотска терапија, потоа се развива кандида албика. Дефинитивно, велам дека жените дури гинеколошки проблеми се забележуваат. Дефинитивно, дури нели уринарни инфекции со било што, велам дека внимателно со антибиотици. А сега во овој случај што би се правило? Искам да бидам нека ја заврши терапијата која што има со антимикотик и да прекине, бидејќи можеби се наѓа само како се профит, можеби не прави знаци за инфекција. Да се процеди целата состојба. Значи само како жител се живее таму и не прави проблем. Ние треба да разбереме дека не треба да се бара дали имаме кај нас бактерија, гавички, имаме се кај нас на нашата кожа, на нашите посебно отворени слузници, него дали таа бактерија дава симптоми, дали прави болест. Многу често, посебно нели младите родители, прават бриз од нос кај дечињата, малку се крече, се собира, детенцето гледате дека веселко, нема температура, трча, изолира нешто, леле, одма антибиотици. Со мирна лабораторија, без температура, без ништо. Правиме голема штета. Така исто во случајов, значи не се бара ништо без потреба, ќе го најдеме. Микроорганизмите се дел од нас, кога ние би успеле да ги изчистиме од кожата, од слузниците, било каде, значи во телото, од цревата, од белите дробови, се сметаат дека се стерилни, имаат своја микробиолошка структура која што е во корелација со цревен микробиом, не би биле 5 до 6 кг полести. Значи, рачунате која маса на бактерии, но таа си е во корелација со нас, се живее и ќе живее со нас додека сме живи, на крај нели знаете како ја си ја завршуваат работата. Тоа е еден природен циклус, тие ни се потребни. Тие се со нас во синергизаме сега кога икс болештини ќе нарушат таа равнотежа или наше однесување кој ќе помогнеме да таа равнотежа нарушиме, прават болест. Ако е пациентот здрав, не барете микроорганизми, ги имаме. И тоа се различни на челото, на образите, во вратот, под пазувите, на други регии, различни се кај секој човек, зависи како одржуваме хигиена на заби, дали употребуваме некои лекови од грло, нос, но ако сме здрави не треба антибиотик. И ако сме здрави не треба микробиолошки анализи. Апсолутно. Ако не чувствуваме никаков симптом. И кога веќе сме болни, зависи пак повторно, еве на пример ако сомнеаме на пневмонија, често во тој искашлок. Ако е исплувок, не е искашлок. И да искашлок, поминувајќи низ устата, го загадуваме со бактерија која што не е причинител. Која што може би живее на јазикот. Затоа велам, за да дефинитивно докажеме дека за пневмонијата направила соодветна бактерија, ние треба да ја земеме од одлично стебло со бронхоаспират. И тоа дека интубирани пациенти или кросетени бронхоскопија. А се што искашток нормален, затоа ви велам, не мора да бараме причинител. Да следиме лабораторијата, клиничката слика. Да, во одредени ситуации е потребен, посебно кај болничките пациенти, каде што имаме, се плашиме од појава на радиоактивни соеви на бактерии кои што ги има и во болниците, посебно кај интубирани пациенти. Инаку за амбулански пациенти кои што се за полесна клиничка слика и кои што можат да завршат нели домашно лекување и со перорална антибиотска терапија, нема потреба од толку често барање на бактеријата и морам да кажам на искуство од пракса како е што посебно луѓето се плашат, користите го пнеумослайдот, ми најдоа бактерија во крвта. Не е тоа бактерија во крвта. Тоа е одраз дека ние сме биле во контакт со соодветна бактерија или вирус некогаш, дају се тие антитела од IgM и IgG класа, и треба да ја пратиме, да го пратиме нивниот титар, нивниот број, дали има пораст, да бидеме сигурни дека била таа бактерија. Да не се плашат гледачите и да повторуваат, си прават и на своја рака, се заштуваат и финансиски, нели користите ги нели голем број на лаборатории во земјава и живеат во еден страв и самите земаат антибиотик. Значи нема никаква клиника за инфекции со микоплазма или легионела, спомнав легионела инфекција, дали ќе направи било во облик на понтијачна треска или легионела, пневмофила, пневмонија, тој нели бактеријата не може да биде без симптоми, а најчесто плюс минус нели реакцијата на антитела која што гледаме дека понеследно викаат леле имам бактерија. И претеруваат со антибиотици, овие групи што ги спомнав се и сериозни групи на антибиотици. Не се така едноставни да ги користи кој како сака на своја рака, дефинитивно. Значи велам, без клиничка слика на температура, на треска, на студ, на малаксалост, на кашлица која што најчесто е сува, но исто така може да биде гнојна, зависи како притискувачот, не користете антибиотици на своја рак и не барете брисеви на своја рак. Професоре, колку често имате пациенти кои што имаат некакви симптоми на болест поврзани со
неисчистени, загадени клима уреди? Знаете што, кога доаѓа пациент со пневмонија, ние прво што ја гледаме клиничката слика и после ги земаме и нормално одлучуваме, коректите ги скоровите во амбуланта, дали тој пациент може да биде домашно лекуван или дома. Најчесто почнуваме за друга група на антибиотици, но сепак летата веќе ги знаеме кои типови на бактерии се почести, не дека ги нема другите, имаме ние сериозни така и типични пневмонии во летен период. Кога распрашуваме епидемиолошки, ретко се те од клима уреди во домашни услови. Дали спане емисијава дека не користите клими, далеко користите клими, умно е, потребно да живееме нормално. Тоа се претежно од гостувања во големи хотелски комплекси, каде што имаме голема фреквенција на луѓе и клими таму и самата климатизација е по инаков начин. Не се овие внатрешни единици кои што покриваат 20-30 метри квадратни простор. Тоа се огромни простори каде што имаме огромна популација на луѓе со своји микробиоми кои ги скашлуваат, кои што го кашлаат. Иако таму користат средства кои што ги дезинфицираат, значи сепак верувајте се потешки, се случува дури после враќање на дома берите инкубација, како што спомнав, од 7 до 3 недели, до 20 дена. Биле примерно летување било каде и после 20 дена се јавува болеста. Некоја се јавува и после 5-6 дена инкубација, зависи колкав број на микроорганизми се вдишани и нели каква е претходната одбранбена способност на организмот кој што е заразен со таа бактерија. Имунолошката состојба. Професори, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите совети кои што ги дадовте, кои што се поврзани со климатизацијата. Значи само умно. Ми беше задоволство, умно, како и за се друго во животот. Поздрав до гледачите, посакувам да имаат убаво лето без никакви проблеми. Така. Исто така посакувам и ние, ви посакувам и на вас убаво лето. Благодарам. Почитување, ова беше се во денешното издание на Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12:50. Пријатно.